Господин Джафери, уште во текот на вчерашниот ден децидни и јасни бевме на ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека вакво законско решение нема да поддржиме по ниедна цена. Во тој дел, значи, сакам да реплицирам на вашиот обид да се прикаже евентуално можно некакво условно кажано коалицирано гласање во парламентот од страна на некаков си блок кој што не постои, нема да може да постои. Ќе ви ги кажам и причините. Лажна е приказната дека во овој закон зборуваме за опрема. Во овој закон зборуваме за пари. Она што сакам да го видам и она што го нема, она што го знам дека го нема, бидејќи не е дадено, е согласност на Министерството за финансии за ваквото законско решение. Министерството за финансии не се согласува со тоа да биде сменет овој член на законот. Кога правите увоз, бидејќи има многу овде кои што сакаат да импутираат на Социјалдемократскиот сојуз некакви работи што едноставно немаат вода, не ја разбираат економијата, не ги разбираат даноците, па веројатно затоа се обидуваат со политикански уфрлувања дека СДСМ бил против армијата, па да се разбереме некои работи. Кога правите увоз на опрема, вклучително и Министерството за одбрана како државна институција, должни сте да платите ДДВ и данок. Овдека нас ни се импутира или ни се става дека наводно зборуваме за набавка во текот на 10 години. Ако зборуваме за набавка која што ќе се одвива, а не плаќање, моите сознанија се дека плаќањето ќе биде во рок од 10 години. Опремата ќе се набави денес. А ако е плаќањето во рок од 10 години, тогаш имате 210 милиона евра, ако се идеално распоредени 21 милион евра годишно, што е цирка околу 3 милиона евра за данок, за ДДВ и за царина. Да ве подсетам дека последната донација на владата на град Скопје беше 3,5 милиона евра за пасади. Сега сакате да ми кажете дека оваа држава нема 3 милиона евра годишно да ги плати сама на себе. Значи на кого плаќа државата ДДВ и царина? Сама на себе. Па парите што денес сте ги платиле за царина, утре ќе ви ги користи Министерството за труд и социјална политика. А ако е набавката веднаш и се внесе целата опрема, тогаш зборуваме за сума од околу 40 на милиона евра, меѓутоа тогаш сакам да ги видам во ова собрание гаранциите кои што Република Македонија ги издава на добавувачите, ако такви постојат. Некаде не сте искрени во овој проект што вие го наречувате и затоа Министерството за финансии не ви дава согласност. Она што мене ми личи во земјоделските краишта, бидејќи сакате да се декларирате за поддржувачи на земјоделието, ова го викаат ноќна берба. Свесен е Никола Груевски дека заминува од власт, свесен е кај ќе заврши и на крај вели да соберам, на крај што можам да соберам. Бидејќи првата година плаќаме 3 милиона евра, што е 15% добро познати од Никола Груевски.